I like to move it, move it. 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 You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во седмото издание од третата сезона од нашата и ваша МТМ кошаркарска лига. Во денешното издание ќе ви понудиме 3 доста квалитетни надпревари кои се одиграа во спортската сала во населбата Ѓорче Петров. Ќе погледнеме стандардната рубрика Топ 5 и ќе дадеме вовет на тоа што ќе се случува следниот викенд во лигата за сезоната 2012-13. Почитувани гледачи, би ви препорачал да останете покрај малите екрани во наредните половина час и да уживате пред себе изворените надпревари и во мајсториите на децата. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 2000-2001. Во рамките на третото коло ќе настапат тимовите на АБ Песталоци и Карпош Соколи. За АБ Песталоци настапија Дамјан Спиридоновски, Виктор Трповски, Петар Софрониевски, Филип Жерновски, Даниел Жерновски, Антонио Гилев, Огнен Божиновски, Дарко Скерлевски, Марко Симоновски, Стефан Наумовски, Јован Наумовски, Андреја Ладжајков, Бојан Милев, Борис Блажевски, Гораз Димовски и Матеј Ефремов. Тренер на екипата е Марко Трајковски. За Карпош Соколи настапија Марко Ефтимовски, Бојан Игновски, Кристијан Макаровски, Бојан Манчевски, Јосип Јаковлевски, Симе Петрушевски, Димитар Огневски, Димитар Огненовски, Блажо Ковачевски и Никола Јовановски. Тренер на екипата е Горан Костовски. Доста ефикасно започна првиот надпревар од денешната емисија во МТМ кошаркарската лига. И двата тима тргнаа доста офанзивно уште на самиот старт на мечот. Поени се постигнува и на двете страни. А кошаркарите на АБ Песталоци беа за нијанса подобри од Карпош Соколи и сосема заслужено стигнаа до преднос од 5 поени до крајот на првата четвртина. АБ Песталоци со 15:10 ја доби оваа четвртина од надпреварот. Во вториот дел, кошаркарите на Карпош Соколи ја зацврстија одбраната и ја подобрија реализацијата, па така не им дозволија на кошаркарите на АБ Песталоци да ја повторат играта од првата четвртина. Поуспешни во овој дел од средбата беа Соколи кои со 8:6 ја добија втората четвртина, а на подвреме АБ Песталоци имаше пренос од 21:18. Во третиот дел, кошаркарите на Карпош Соколи на секаков начин се обидува да го изравнат резултатот на надпреварот. Во еден момент дури направија пресврт, но разликата не беше поголема од 2 поена. Сепак кошаркарите на Карпош Соколи беа подобри и во овој дел од надпреварот и со 11:8 ја добија оваа четвртина, а резултатот на надпреварот беше изравнет 29-29 пред стартот на последната четвртина. И во последната четвртина надпреварот влезе како од почеток со изравнет резултат, а тимовите во текот на надпреварот се менуваа во водството. Како што се ближеше крајот, така надпреварот стануваше поинизвесен, бидејќи едните и другите ја посакуваа победата. Иако иницијативата ја имаа кошаркарите на Карпош Соколи, сепак тимот на АБ Песталоци заигра многу посконцентрирано и попрецизно во завршницата и ја имаше контролата на резултатот и надпреварот.
Иако минимално со 10:7 ја доби оваа четвртина, сепак тимот на АБ Песталоци стигна до победата од 39-36. Кај победниците со 8 поени најдобар беше Стефан Наумовски, а по 6 коша дадоа Дамјан Спиридоновски и Андреј Аладжајков. Кај Карпор Соколи беше најдобриот стрелец на надпреварот Бојан Игновски со 16 коша, а 9 постигна Кристијан Макаровски. Награда од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт доби Бојан Игновски кај поразениот тим од Карпор Соколи, а Стефан Наумовски од АБ Песталоци си доби пакет водички од нашите пријатели Горска. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Лазар Пуволски, директор на Агенцијата за млади и спорт, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од третото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2000-2001 се сретна тимовите на Квиско Баскет и Борец. За Квиско Баскет настапија Никола Мирчевски, Никола Димишковски, Виктор Илјоцки, Кристијан Костевски, Матеја Стојков, Андреј Манев, Тодор Петров, Јован Александровски, Кристијан Милошевиќ, Мартин Јаневски, Тихомир Николов и Димитар Митровски. Тренер на екипата е Виолета Здравковиќ. За Борец настапија Мартин Стојковски, Јован Велковски, Давид Цветанов, Никола Стојановски, Филип Дамјановски, Вајдмир Тахири, Владимир Ѓурковски, Димитар Младеновски, Мики Стошич, Аце Стаменков, Никола Стојчевски, Бојан Трајковски, Амар Таировиќ, Драган Ангеловски, Матеј Пешев, Филип Николовски, Антонио Ѓоргиевски и Никола Трајановски. Тренер на екипата е Дане Ристовски. Овој надпревар беше еден од најинтересните досега во МТМ Кошаркарската лига во оваа трета сезона. Возбудувањата започнаа уште на самиот старт. Расположени за игра беа и двете страни, а поени се постигнуваа и на двата коша. Во таквата игра кошаркарите на Квиско Баскет беа за нијанса подобри од Борец и сосема заслужено го добија првиот период од надпреварот. Квиско Баскет со 13:10 и минимална пренос влезе во втората четвртина. Во вториот дел од надпреварот кошаркарите на Борец ја презедоа контролата на играта, а со самото тоа и на резултатот и за кусо време го израмнија, а потоа и го презедоа водството. Квиско Баскет како да се истрошија во првата четвртина, каде тргнаа доста офанзивно и фуриозно. Тоа го искористија Борец и го полнеа кошот на Квиско во овој период. Па така Борец со 14:6 ја доби оваа четвртина и на полувреме имаше предност од 5 поени, 24-19. Во третиот дел, Квиско собра сили и повторно заигра одлично како на почетокот од средбата. Тие беа во главната улога, а на секој начин се трудеа да го достигнат возвото на Борец. Квиско Баскет во овој период направи пресврат и повторно тие го контролира резултатот. Со 13:6 Квиско ја доби оваа четвртина и пред стартот на последниот период има минимална предност од 32-30. И во последната четвртина надпреварот доби уште поголема динамика, каде и двете екипи играат скоро без одбрана, па така поени гледавме на двете страни, скоро во секој нивни напад.
Како што се ближеше крајот на средбата и двата тима се менуваа во водството. Во последната минута тимот на Борец имаше предност и топка во напад, но кошаркарите како да сака и пред време да го решат победникот на овој интересен надпревар, па така во тие обиди и грешија со што му оставија на противникот место да го изравни резултатот. Квиско Баскет тоа го искористи, го изравни резултатот по одличната одбрана и пресинг во последните секунди, тоа им донеси и одземање на топката и по тајмаутот имаа напад за победа. Топката стигна до најефикасниот играч кај Квиско Кристијан Милошевиќ и по еден продор успеа да упати шут и да погоди, со што им донесе голема радост на своите соиграчи и да го реши надпреварот кој кошаркарите на Борец можеа само да жалат за пропуштената шанса. Со нерешен резултат 22-22 заврши овој период од надпреварот, а резултатот на крајот беше 54-52 за Квиско Баскет. Кај победниците најдобар беше играчот Game Winner Кристијан Милошевиќ со 19 поени, следен од Тихомир Николов кој постигна 9 и Никола Мирчевски кој постигна 7 коша. Кај поразените Борец со 16 поени најдобар беше Бојан Трајковски, 7 постигна Владимир Ѓурчевски, а 6 даде Никола Трајановски. Наградата за најдобриот на овој надпревар од нашите пријатели Горска отиде во раците на Кристијан Милошевиќ од Квиско Баскет, а наградата од Агенцијата за млади и спорт ја доби Бојан Трајковски од Борец. Добар ден, здраво, јас сум Крстевски Милан, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Филип Пецовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, 97 година сум, учам во основното училиште Димо Хаџидимов, вие гледате МТМ телевизија. Јас сум Стејановиќ Бојан, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Горан Коџиќ, а вие гледате МТМ телевизија. Михаило Поповиќ, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Тихомир Џикиќ, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната емисија во третото коло кај генерацијата 2000-2001 ќе ги видиме кошаркарите на Академија Баскет и Илинден. За Илинден настапија Мартин Стојковски, Јован Велковски, Давид Цветанов, Никола Стојановски, Филип Дивјаковски, Владимир Ѓурковски, Димитар Младеновски, Мики Стошиć, Аце Стаменков, Никола Стојчевски, Бојан Трајковски, Амар Таировиќ, Драган Ангеловски, Матеј Пешап и Филип Николовски. Тренер на екипата е Дане Ристовски. За Академија Баскет настапија Славчо Куртевски, Ѓорги Божиновски, Александар Тодоров, Миле Трајковски, Александар Блажевски, Ненад Тодоровиќ, Андреј Велковски, Димитар Тасевски, Александар Стаматовски, Иван Балов, Никола Неделковски, Марко Димов и Давид Андовски. Тренер на екипата е Зоран Балов. И овој надпревар беше сличен како и првиот, доста изравнет и неизвестен до самиот крај, каде победникот не се знаеше до последната минута од средбата. Кошаркарите на Илинден одлично стартуваа и веќе во првите неколку минути направија солидна предност. Кошаркарите на Академија Баскет, како да не беа се уште загреани, па така нападите непрецизно ги реализираа. Тоа на најдобар можен начин го искористи Илинден и ја дуплираше предноста до крајот на првиот период. Со 13:7 Илинден ја доби првата четвртина. Во втората четвртина и двете страни одиграа многу полош отколку во првиот период, па така изостанаа погодоците, а публиката виде доста грешки, промашувања и неефикасна кошарка. Така, резултатот остана во корист на Илинден и на полувреме истиот гласеше 15:9 за Илинден. Вториот период заврши со неславен резултат 2:2. Во третата четвртина од надпреварот кошаркарите како да се разбудија и конечно видовме квалитетна и добра кошарка и од двете страни, каде во голема мера беше подобрена реализацијата во нападите.
Во таквата игра Академија Баскет беше подобар од Илинден за нијанса и со 11:10 ја доби оваа четвртина. Во последниот период Академија Баскет беа речени да направат и целосен пресврт на надпреварот. Одлично го започнаа овој период и за кратко време го достигнаа резултатот на Илинден. На таквата игра кошаркарите на Илинден соодветно одговорија и не дозволија Академија Баскет да го презеде водството. Со серија поени во завршницата, тие го приведоа надпреварот во своја корис и стигнаа до победата на оваа средба. Со 10:8 сепак Академија Баскет ја доби последната четвртина, но со 33-30 го загубија надпреварот. Кај победниците со 10 поени најдобар беше Никола Стојчевски, 6 постигна Давид Цветанов, а 5 коша даде Амар Таировиќ. Кај Академија Баскет со по 5 поени најдобри беа Александар Тодоров и Давид Андовски. Наградите од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт отидаа во раците на Јован Велковски од Илинден и Александар Тодоров од Академија Баскет. Јас сум Александар Стаматовски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Митевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Иван Балов од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Жиновски Ѓорѓе од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарската лига. Здраво, јас сум Андри Становски од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледате кошарка на МТМ телевизија. Јас сум Костовски Горан. Поздрав. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ајна Тантуровска, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2000-2001. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете во најновите топ 10 потези во кошаркарската Евролига и NBA лигата. Sinangula for a reverse layup. What a pass from Farmer. Number 9. Barcelona, Spain. EuroLeague legend Juan Carlos Navarro sends the bounce pass to a cutting Ante Tomic, who ignites for Barcelona faithful with an atomic slam. Number 8, Madrid, Spain. Rudy Fernandez of Real Madrid collects the steal and feeds Sergio Rodriguez. But Mike Zirbes of Brose Vasquez gets back in time for the big block.
Number 7, Moscow, Russia. A great team effort by Seska. Vladimir Michov finds Andrei Vorontsevich, who quickly connects with Nenad Kistic for a huge slam. Number 6, Madrid, Spain. Rudy Fernandez of Real Madrid picks up a loose ball, drives past Vibrosa Basket's defense, and detonates the dunk. Number 5, Istanbul, Turkey. Gaspar Vidmar of Besiktas attacks the basket, but Josh Powell of Olympiacos says not this time. Number 4, Athens, Greece. Dimitris Diamantidis of Panathinaikos finds Sophocles Shortsanitis, who dribbles past Semi Erden and wows the crowd with an impressive reverse slam. Number 3, Istanbul, Turkey. Ricky Minard of Besiktas tries for a fast break layup, but Kostas Papanikolaou chases him down and rejects the shot. Number 2, Siena, Italy. Bobby Brown of Montepaschi finds Christian Kangur, who shocks everyone with a no-look assist to Benjamin Isi. And the number 1 player of the week, Madrid, Spain, game tied at 76-76 with a few seconds left. Rudy Fernandez to Dante Draper, who drills the game-winning three-pointer at the buzzer. We'll be back next week with more Turkish Airlines EuroLeague action. Come up with 10 of the best on the night, and at number 10 it's Sebastian Telfair, the former Phoenix Sun, just picking the pocket of Deontay Garrett, headed the other way for the bucket. At number 9, Nate Robinson, shades of Karl Malone as he finesses the lay-in. The hand behind the head is good for 2 for the Bulls guard. At number 8, Chris Paul to DeAndre Jordan. We gotta get our research department on the number of times those two have hooked up for an alley-oop on the top 10. Number 7, Dwight Howard going up and meeting Robin Lopez at the apex of the jump. Not only is that a great swat, but it came at a crucial juncture of the game in the closing seconds. Number 6, Kevin Garnett finding Jeff Green with 0.5 left on the clock. Green puts it in. It would be the game winner against the Indiana Pacers. At number 5, you know these two, LeBron James, Dwayne Wade, they're rather good at their craft. LeBron with the alley-oop from D-Wade. LeBron goes behind the back, and Wade tosses it up for the oop. Look at that elbow. It's at the rim. That hand is at the top of the square on the backboard. Number 4, you would think somebody would account for Blake Griffin on the box out. No, sirree, Bob. He comes in for the putback slam with one hand. Number 3, the Lakers were down by as many as 25 against the Hornets Wednesday. Kobe Bryant, cold-blooded. That jumper was the eventual game winner as the Lakers ended it on a 20-0 run. Number 2, speaking of closing seconds, the third of 3 game winners on the night. LeBron, much maligned throughout his career for not being able to hit game-winning shots. He didn't settle for the jumper on this one, took it right to the rack to beat the Magic. And at number 1, Jamal Crawford and Blake Griffin. You'll see this a few times in the next few days. Oh my goodness. Crawford goes between the legs. Griffin with the windmill. Griffin, icing on the cake for his 3rd career triple-double. Здраво, јас сум Дамјан Руев. Јас сум Стефан Тасевски. Здраво, јас сум Борис Семански. Здраво, јас сум Петар Жиковски. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Јован Марковски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следното четврто коло од оваа генерација на деца родени 2000-2001 ќе се игра на 16 март.
тука, почитувани гледачи, ќе го завршиме ова 7-о издание од МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2012-13. Премиерата на емисијата секогаш е в недела со почеток од 11 часот и 30 минути. Се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Поздрав и се гледаме за 7 дена. I like to move it, move it. 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 You like to move it. I